Günaydın. Oturun çocuklar. Ahmet. Ahmet Asamov. Baban seni almaya geldi. До кај не фаќаш, за дека? Америка. Америка, а? Добар. Повлечи го стомакот моц. Ако не се свига, најде си друг. Ден после премиерата Убитола, како се осеќате? Па одлично, као камен од срце да ми падна. И мене исто, да. Одлична реакција имаш. Зошто скопската публика и Македонија треба да го изгледа Диџеј Ахмет? Па не треба, ама би било фино. Луѓе што сакаат филми, што сакаат нешто интересно да видат, не треба, него можат да дојдат да гледаат филмот, да. Ја мислам дека треба, што на страна. Публиката реагира фино и мислам дека филмот комуницира фино со секаков тип на публика. Со премиерава у Битола гледаме дека баш реакциите се фини скоро секаде. Еве рекол порак. Да, добро, нема да само со поракот вчера. Што го издвојува Диџеј Ахмет од све до сега што сте направиле? Мене ми е прв долгометражен филм. Генерално различно е тоа што е на турски јазик, што снимане со на туршици. Сензибилитетот на Ѓорги, мислам, таа некоја субтилна смисла за хумор. Таа е некоја специфика која што мислам дека прави некоја разлика од другите филми што сум ги работел. Кои беа најтешките моменти на самиот филм? Многу имаше. Снимавме со овци, што се многу тврдоглави животни, многу ниски температури. Па да, вака ми ги взимаш одговорија како не знам што да кажам, генерално кажав. Па повтори го истото. Да, исто да може да. Едно утро не начека сериозно густа магла. Метар не се гледаше. Да, страшно, мислам тоа беше. Прв ден снимање беше. Прв ден снимање и мислам дека 150 статисти нешто. Беше некој онака еден од најкомплексните денови за снимање со огромна екипа, со многу статисти. Тешка депресија. Да, имаше тешка депресија. Тоа траеше околу можеби 3-4 сати, не се сеќавам, може и повеќе, да. Некои од последните денови во Скопје кога снимавме беше многу ладно, огромен ветер. Мислам сега таа сцена мене ми омилена. Помислив за момент дека можеби тоа намерно направено. Да, сите да беше да. Сите прашуваат дали е намерно. Да. Ама немавме пари за таков ветер. Тоа треба авион да донесеш, мислам, ака. Која е пораката што Диџеј Ахмет ја носи? Дефинитивно ноѓе на своја лична слобода во рамки на една средина. Што сметаш дека даде допринос ти како директор на фотографија во целата приказна на Ѓорги, која што нели изгледа стварно феноменално, изгледа и фотографијата изгледа прекрасно. Мислам ова ќе го истечам сега и сите твои филмови изгледаат така. Во суштина за мене на секој филм најбитна е генералната атмосфера на филмот која што се трудиме да изградиме заедно со Ѓорги многу пред почетокот на снимањето на филмот. Мислам дека на крај успеавме да изградиме една фина атмосфера која што одговара на самата приказна, самиот повтор на самиот сензибилитет на Ѓорги. Дефинитивно и тие пејзажи, комбинација на тие широки со крупни кадри и боите, самите костими кои што се баш специфични и се визуелно моќни. Колку траеше снимањето? 36 дена снимавме. Журкава, каде снимавме? Во Скопје, у Саре. У Саре? Да, у Саре, да. Тоа журката е во Саре, да. Ме збуни. Тројцата твои протагонисти се деца. Колку е тешко или лесно, има и плусови и минуси кога се работи со луѓе што немаат искуство пред камера, меѓутоа таа автентичност што има, таа енергија што ја донесува на филмот, тоа да не функционираше комплетно небитно ќе беше што ќе направиме ја и наум и многу сум им благодарен. Како македонската публика ќе прифати Диџеј Ахмет? По она што видов вчера како битолската публика овде го прифати филмот, мислам дека публиката ќе реагира баш фино на филмот. Имам некој такво чувство, такво пречувство. Диџеј Ахмет во Cineplex од 1 октомври 8 сат. Дојдете да гледате филмот или не, а би сакале да дојдете. Да, ја мислам дека треба да дојдете. Дечки, морам да ви признам, имате многу добар филм. Фала многу. Ѓорги, Now Return, дуа се гледаме наредна епизода. Чао, чао. Чао.